Денеска сум во посета на општина Тетово во рамки на предизборната кампања за изборот на советници во општинскиот совет. Веќе граѓаните на општина Тетово можат да ја видат и програмата која што ја предлага советничката листа на ВМРО-ДПМН. Тоа е една програма која што ги опфаќа најголем дел од проблемите со кои што се соочува општина Тетово. Ги повикувам граѓаните кога ќе ја прават својата одлука на 20 август оваа година, да размислуваат за иднината, да размислуваат за луѓе кои што можат да носат добри одлуки и кои што можат да ги менуваат работите. Ние сметаме дека треба да се развиваат паркови, дека градот треба хумано и зелено да се развива. И исто така сметаме дека треба да се отварат нови потенцијали за инвестиции. Пред се тука мислам на слободната економска зона, во која што веќе има 3 капацитети, но мислам дека капацитетот е некаде над 10 капацитети кои што би можеле да работат, односно над 10 фабрики. Предност е и близината на Тетово и до Скопје, и до аеродромот, но и до Гостивар, и целиот овој регион може да донесе бројни странски и домашни инвеститори кои што би отвориле бројни работни места и на тој начин да се подобрува економската состојба во државата. И финално, мислам дека еден солиден резултат на ВМРО-ДПМН, а нема да кријам, нашата цел е да освоиме 6 советници во рамки на Општинскиот совет, кој што брои вкупно 31 советник. Една таква сериозна победа на ВМРО-ДПМН и освојување на 6 советници, мислам дека ќе и вовед во предвремени парламентарни избори, затоа што изборите и во Тетово, и во Маврово, и Ростуше ќе покажат дека народот е опозиционо расположен.